Почитувани представници на медиумите, сакам да ја информирам македонската јавност и вас медиумите дека Владата на Република Македонија денеска одржа седница, и тоа наменска седница, за состојбите околу пожарите во Република Македонија. Имавме точка на дневниот ред која што беше информација за состојбите околу пожарите во Република Македонија во изминатиот период. Претходно имаше седница на управувачкиот комитет на која што врз основа на заклучоците кои што ги има од групата за проценка се донесе предлог одлука до Владата на Република Македонија да се прогласи кризна состојба во подрачјето на општините Македонски Брод и општина Чашка, заради тоа што веќе неколку дена имаме пожари активни на овие две подрачја. Анализирајќи ги сите состојби, пред се од сите релевантни фактори, институции кои што се вклучени во справувањето со пожарите, Дирекцијата за заштита и спасување, односно Центарот за управување со кризи, ЈП Македонски шуми, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно шумската полиција, донесовме одлука на владата со која што прогласивме кризна состојба во подрачјата на општините Чашка и општина Македонски Брод, која што ќе трае 30 дена од моментот на донесувањето на одлуката. Ова е донесено се со цел да можат во координирана акција сите надлежни институции во Република Македонија да делуваат на справувањето со оваа состојба на пожарите и на еден поефикасен начин да се справуваме, бидејќи гледаме дека и во наредниот период ќе имаме временски услови кои што условуваат високи температури, а со тоа и можност за ширењето на пожарите. Така да, ова е една од мерките која што ќе гарантира безбедност за овие региони, успешно справување со овие пожари кои што ги имаме, нивна целосно гасење, а исто така и на седницата на владата ги задолживме сите надлежни институции да се вклучат и да помогнат во делот на справувањето со оваа кризна состојба во овие две општини, меѓутоа и генерално, ако било каде затреба да имаме потреба од справувањето со пожарите на територија на Република Македонија. Благодарам. Дали има некој прашање? Значи, повеќе подрачја од територијата на Република Македонија имаше зафатено со пожари. Овие две подрачја се најкритичните, каде што имаме подолг временски период и затоа прогласуваме кризна состојба, меѓутоа и во околината на Скопје, во Тетовскиот дел, во близината на Крушево и така натаму, имавме пожари со кои што се справуваше пред се Дирекцијата за заштита и спасување, која што е најповикана за вакви услови, и ЈП Македонски шуми, меѓутоа нормално дека беа во координација сите и на помош и армијата на Република Македонија со воздухоплови, имаме помош од воздухоплов од Бугарија и од Република Турција. Тоа се воздухоплови кои што ги обезведивме преку непосредна барање од страна на Дирекцијата за заштита и спасување. Значи, институциите се во координација, нема место за паника кај граѓаните на Република Македонија, посебно таму каде што навистина се појавуваат пожарите, меѓутоа и интервенираат и противпожарните бригади на територијата на општината, каде што се, заради тоа што да не забораваме дека локалните самоуправи се најповикани во делот на справувањето со било која криза преку инструментот на заштита и спасување, па понатаму Дирекцијата за заштита и спасување и Владата на Република Македонија. Меѓутоа, за овие две подрачја констатиравме дека имаме потреба од прогласување на кризна состојба, се со цел да се елиминираат до крај овие пожари без да имаме тенденција на можно ширење. Така да повикувам граѓаните на Република Македонија исто така да им помогнат на институциите во справувањето со пожарите, заради тоа што и заради временските прилики, заради невниманието од граѓаните и така натаму може да дојде до опожарување на било кој
дел на територијата на Република Македонија и затоа треба координирана акција во која што и граѓаните ќе треба да помогнат пред се превентивно покрај институциите кои што се задолжени за тоа, и Министерство за внатрешни работи, и Шумската полиција, и останатите институции кои што работат на превенцијата, меѓутоа и граѓаните најмногу може да помогнат, да пријават навремено и да ги повикаат институциите таму каде што има потреба да делуваат. Во овие две места прогласуваме кризна состојба не заради тоа што е излезена од контрола, туку заради тоа што треба една координирана акција помеѓу институциите на системот. Бидејќи, ако немаме кризна состојба, Дирекцијата за заштита и спасување, односно локалната самоуправа, треба самостојно да се справуваат. Вака ќе треба да се приклучат сите институции во Република Македонија да ги стават своите расположиви капацитети и ресурси на располагање во справувањето со овие состојби, а бидејќи на овие две подрачја имаме пожари од поголем обем, кои што траат веќе неколку денови, пред се во недостапни делови, делови кои што се густо пошумени, така да од тој аспект сметавме дека поефикасно ќе се справиме со оваа состојба на пожарување во Македонски Брод и Чашка.